Добро утро на сите вас кои во моментот се наоѓате пред вашите ТВ екрани и со нетрпение очекувате да започне најновото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок. А какви корисни и практични содржини ние овој пат подготвивме за вас, дознавате од краткиот преглед кој следува во продолжение. Во новиот Урбан Блок зборуваме за трендовите, ви ги откриваме благодетите на моќниот зачин куркума и зборуваме за атопичен дерматитис. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Во денешно време, за жал, се почесто се соочуваме со проблемот наречен атописки дерматит, без оглед на возраста. Но, што представува атописки дерматит, како се третира и на што се треба да внимавате? Ви откриваме во следните неколку минути низ едукативен разговор со нашите стручни соработници. Еве што велат тие. Атопичен дерматитис е хронично воспалително заболување на кожата, кое најчесто предизвикува сувост, црвенило и чешење. Иако најчесто се јавува во најраната возраст кај бебињата и кај децата, не е невообичаено да се појави и во подоцнежните години. Се што треба да знаеме на оваа тема, како и еден од начините на кој може да се третира атопискиот дерматитис, ни откриваат нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика во продолжение. Доста често веќе, во последно време се почесто, многу мали дечиња доаѓаат, ги носат родителите со атопичен дерматит. Нели се уште не е доволно објасната причината зошто се јавува. Многу од тие дечиња имаат паралелно и алергија на храна, некои од нив имаат респираторни алергии, некои од нив немаат воопшто докажано дали имаат никакви алергии, доколку се под 3 години, доколку се помали. Нели под 3 години се уште не се прави тоа испитување. Меѓутоа, тоа е едно заболување што е многу проблематично. Значи, децата имаат кожа која што ги чеша, изиритирана, црвена. Родителите знаат дека под 3 години не е препорачливо да ставаат кортикокреми, нели, со кортикостероиди. Немаат многу избор, пробуваат со природна козметика и се најдени во една ситуација каде што не знаат како да му помогнат на своето дете. Ние имаме решение за оваа состојба, некако крема, туку повторно се прави диагностика на целиот организам, каква е да се види функцијата на сите органи. Вообичаено е вклучена, и што гледаме кај нас, е вклучена послаба функција на црева, послаба функција на црн дроб, имун систем. Ниеден проблем, дали е на крајници или на кожа или на било кој друг орган, не е засебен или не е изолиран. Секогаш е системски проблем. Но се манифестира на даден орган кој што е со послаба функција. Мислам, тоа сакав да го објаснам, значи ние не ја третираме кожата, него мора да се третира, засобно, мора да се третира цел организам, нели, а да се даде акцент на тој орган или на тој систем на органи кој што нели најмногу дава симптоми. Се регулира функцијата на цел гастроинтестинален систем, црева, црн дроб, нервен систем и имун систем. Сите тие се апсолутно директно вклучени во функцијата на коша. Мора да кажам дека дефинитивно успешно ги третираме овие состојби. Родителите се пресреќни, децата немаат веќе таков проблем, се губи. Меѓутоа е малце поспоро, значи не е нешто кое што исчезнува за неколку дена. Сепак треба да се донесе функцијата на целото тело во нормала за да може да се изгуби проблемот. Алергија на сонце. Сега период сонцето е многу, како да кажеме, многу силно, да го наречеме. Има доста случаи со алергија на сонце. Да, тие уште побрзо се решаваат за разлика од овој тип на атипичен дерматит. Актуелна тема е сега. Дури луѓе што никогаш за тоа да зборнеме. Немале алергија, почнува у последниве години да им се јавува веќе алергиска реакција на сонце. И сега замислете, нели колку е непријатно да одиш на одмор, да не смееш да се појавиш на сонце, да не ти е доволен тој заштитен фактор или да мораш да пиеш антихистаминици, а сепак Да, некогаш не можеш да го одбегнеш сонцето, не може цело лето или некој да седи дома. Има, доста лоши сериозни проблеми, И одлично реагираат пациентите и не само пациентите, или било кој што има ваков или сличен проблем, се третира феноменално брзо. Да, се регулира повторно главно функцијата на имунолошкиот систем во нормала, нервниот систем и самата алергија на сонце исчезнува. Значи веќе немаат такви реакции, се слободни да може да се функционираат и да уживаат во летото.
Многу пати досега имаме зборувано за тоа дека најдоброто за нас и за нашето здравје доаѓа токму од природата. Па затоа во следните неколку минути ви ги откриваме сите придобивки на куркумата низ разговор со нашите стручни соработници. Куркумата често се нарекува кралица на зачините, поради своите бенефити на здравјето и на човековиот организам. Се верува дека со редовно конзумирање, најчесто во исхраната и во пијалоците, влијае антивоспалително. Има позитивно дејство на зглобовите, се користи и како лек за простата, за висок притисок, а куркумата се користи дури и за третман на канцер. За депресија, се користи за имунитет, за подобрување на состојбата на кожата, но и за слабење. За тоа што е куркумата, зашто е добра и како се користи куркумата како лек, ни откриваат повеќе нашите стручни соработници од Natural Vita Plus. Во продолжение, одговорите ги има Снежана Тренчева. Куркумата е еден од најдобрите зачини, кој што во последните децении научниците многу ја истражуваат затоа што има многу бенефити. Иако содржи над 200 активни супстанции кои што придонесуваат за нашето здравје, една од најважните супстанција која што содржи внатре е куркуминот. Значи, она придонесува многу за за подобрување на нашата здравствена состојба, пред се, значи за намалување на воспалителните процеси, но не само тоа, она е убава и за кожата, убава и за срцето, убава и за кардиоваскуларниот систем. Корисна е да се користи за детокс, потоа е корисна да се користи кај луѓето кои што страдаат од некои други похронични заболувања, како и во последно време се користи кај лицата кои што боледуваат од карцином. Веќе добро ни е познато дека куркумата има антивоспалително дејство. Дали е ефикасна и во регулирањето на хроничните и акутните воспалителни процеси? Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Natural Vita Plus во продолжение. Многу големи прашања има во врска со куркумата, на кој начин да се користи, дали да се користи во зачин, значи во самата исхрана која што ја внесуваме, дали при готвењето, дали да ја користиме во течна, дали да ја користиме во капсула, дали да ја користиме во прав. Значи, пред се најважното е нешто кога ја земаме куркумата за едноставно да го подобриме вкусот на нашата храна, може слободно да ја додадеме во зачин со додаток на пиперидин. Доколку ја користиме за одредена здравствена состојба, најважно е пред се да ја знаеме концентрацијата на самата куркума што се содржи во тој суплемент. Затоа што има многу различни суплементи кои што се во зависност од тоа дали е во течна или во капсуларна состојба, дали содржи турмерик, дали содржи С комплекс на куркума, дали содржи чиста куркума, која милиграми ги содржи внатре и за каква здравствена состојба. Се е тоа индивидуално и многу зависи од она што сака самиот клиент да постигне кај него и доколку има некоја хронична болест, како да го подобриме неговото здравје. Споменавме и во воведниот дел. Куркумата е добра и за зглобовите, како и за одржување на здравјето на коските. На кој начин ви откриваме во продолжение. Куркумата, освен што е добра за коските, добра е за воспалението на мускулите, значи пред се што прави она? Она го намалува воспалителниот процес. Значи, доколку имаме ние болка, помало движење во самите зглобови, немаме активност на самата мускулатура, слободно може да се земе куркума, која што, значи, ја зборуваме како суплемент, не како зачин. Тука можам да напоменам зошто не како зачин, затоа што нема да ја внесиме вистинската хранлива вредност која што може да ни помогне во намалување на воспалителниот процес, затоа што некогаш болката во коските, зглобовите и мускулите станува збор за воспаление на самите мускули, воспаление на самите зглобови. Најважно е нешто што да го внесиме од самата куркума, колку количина на куркумин ќе внесиме во нашето тело. Така да она куркума која што се продава рефус, која што се продава во зачин, затоа што не е изваден самиот пептид од внатре, хранливата вредност на куркуминот, не може да ги донеси истите бенефити како кога го земаме како суплемент. Затоа што самите фармацевски компании придонесуваат на тоа од една трева или билка да можат да извадат една молекула со додатоци на други биоразградливи функции внатре, за да може тоа да има бенефит во самото здравје. И што е најважно, апсорбцијата. Куркумата е тешка за апсорбција, значи за да може куркуминот да се апсорбира, оди многу тешко. Затоа во самите суплементи и додатоци во исхрана се додаваат други биоактивни соединенија кои што помагаат за поправилно да може да се апсорбира самиот куркумин. Самиот куркумин, кој што го викаат златен лек, не само што придонесува за намалување на болките во коски, зглобови и мускули, придонесува за прочистување на кожата од сите радикални агенси, значи од оксидативниот стрес, придонесува во
подобар изглед на самата кожа, акните, кај изгореници, побрзо заздравување на рани и многу други бенефити. А сигурно сте се запрашале и дали куркумата знае да биде и опасна, како и дали сите куркума зачини ги даваат овие ветени ефекти. Одговорот го имаат нашите стручни соработници од Natural Vita Plus во продолжение. Куркумата може да биде опасна доколку ја купуваме рефус, значи на отворено. Кога се продава рефус и на отворено, таа има толку многу специфичен еден молекул, значи толку е разградлива што многу лесно доаѓа во контакт со микроорганизмите кои што кружат низ самиот воздух. Така да и самото дејство на самиот куркумин што го има куркумата, како и самата контаминација со микроорганизми може да предизвика некаков негативен ефект. Сите куркуми се добри, значи пред се зависи, зборуваме за суплементот, значи во зависност дали е во течна или во капсуларна форма, е добра, но зависи која количина на куркумин ја содржи внатре. Значи ние како куркума ја знаеме како куркума, но важно ни е дали содржи доволна количина на куркумин, зашто она е лековитото дејство кое што ние го користиме во давањето и на подобри здравствени придобивки на нашето здравје и количеството на куркумин. Најбезбедна е она куркума која што е херметички затворена, која што е во течна состојба, која што е во капсула, која што е од фармаколошки бренд произведена и која што се продава во специјализирани продавници, аптеки и дрогерии кои што се специјализирани за продажба на самата куркума. А кога станува збор за модата, во следните неколку минути го откриваме во дечкиот тренд за лето 2025. Кога имате доволно класични и основни парчиња во вашиот гардеробер, идеално е да додадете неколку трендовски работи што ќе ги направат вашите комбинации помодерни и поинтересни. Еве ги трендовските работи кои треба да ги носите ова лето. Време е да го обновите летниот дел од гардеробата. Откако ќе разгледате што имате и што ви недостасува, додадете неколку нови парчиња што ќе ги подигнат вашите комбинации во деновите кога сакате да се чувствувате особено модерно и тренди. Кога додаваме ново парче во нашиот плакар, тоа ни дава дополнителен наплив на инспирација. Може да биде парче облека или само некој посебен моден додаток. Принтот со бандана, препознатлив по своите мотиви во стилот на пейсли и контрастните бои, со децении зазема посебно место во модата. Иако своите корени ги има во работничката класа и западната култура, подоцна и во музичките движења како што се хип-хоп и рок сцената, овој карактеристичен дизајн добива ново значење и толкување секоја сезона. Оваа година принтот со бандана се враќа на големо место, но не само како додаток во форма на шал околу вратот или главата. Модните дизајнери и брендови ширум светот го вклучија во широк спектар на облеки, од кошули и фустани до панталони, чанти, па дури и чевли. Станува впечатлив принт, совршен за комбинирање со монохроматски парчиња, но и за создавање впечатлив слоевит стил. А како да го носите оваа сезона? Причината за неговата трајна популарност лежи токму во разноврсноста. Принтот од бандана успешно ги комбинира традиционалното и урбаното, машкото и женственото, лежерното и елегантното. Може да се носи на плажа со ленен фустан, во градски шик верзија со кожна јакна, па дури и како додаток врзано околу рачката на чантата. Можностите се бесконечни, особено е присутен во летните колекции, бидејќи неговиот разигран стил и носталгичен карактер совршено одговара на порелаксираниот летен стил. Во лето доминираат класичните црвени, сини и црни верзии на принтот, но се попопуларни се и пастелните нијанси кои му даваат романтичен тон. Покрај тоа, се повеќе се користи и во еколошки свесни колекции, кои рециклираат стари материјали, давајќи му на овој принт нова одржлива димензија. Со месеци модните инфлуенсери на социјалните медиуми носат вакви мотиви во различни форми, како маички, здолништа, па дури и костими за капење. Овој микротренд дополнително придонесува за неговата популарност помеѓу помладата генерација, која сака винтич естетика и слободата на изразување. Доколку сакате да го освежите вашиот летен гардеробер, ова е вистински избор. Нуди совршена рамнотежа помеѓу класичното и трендовското и лесно се вклопува во различни стилови, од бохо па се до улична облека и се до софистициран минимализам. Лемури, баобаби, тропски шуми, пустини, планинарење, пешачење и нуркање. Мадагаскар е дестинација од соништата за сите што сакаат необичен и авантуристички одмор.
Островот Мадагаскар е четврти најголем остров во светот. Неговата големина изнесува приближно 1571 км во должина и 571 км широчина. Се наоѓа во Индискиот океан и поради својата изолација од целиот свет, поголем дел од флората и фауната, птиците и разни растенија постојат само тука и никаде на друго место. Ако на западната страна од островот недалеку се наоѓа и континентот Африка, тогаш од исток, север и југ е само Индискиот океан. И покрај тоа што континентот не е на голема оддалеченост, климата на Мадагаскар од африканската е многу различна. Мадагаскар може да се подели на две сезони: поладен и сув од ноември до април и жежок и дождлив од мај па се до октомври. Но сепак не е секаде исто. Во планините има замрзнување на бреговите, често се циклоните, но сепак постојат многу места со умерено топла клима и температура од 24 до 27 степени, каде ретко врне и се пријатни за одмор и авантури. Не многу места на светот нудат ваков разновиден калейдоскоп на природата. Песочни клисури, варовни карпи, планини, голем број ретки животински и растителни видови, бројни водопади, клисури и вулкани, плодни ридови, оризови полиња, шуми од секаков вид, дождливи, суви, шилести и латерит богата почва, која му го дава на островот прекарот Црвениот остров. Мадагаскар е одличен избор за нуркање, пливање и релаксирање во тишина. Најголема атракција на Мадагаскар е шареноликиот дневен пазар за цвеќиња, кој се наоѓа на работ на езерото Аноси, и ботаничките и зоолошките градини. Антананариво, главниот град, е хаотично и лудо место, кое ја рефлектира магијата и мистеријата на Мадагаскар. Тој можеби не е најубавиот град во светот, но затоа поседува уникатен шарм со своите улични продавачи, разновидни пазари и шарено изградени куќи долж ридот. Градот е на само 12 километри оддалечен од меѓународниот аеродром, што е уште еден плюс за неговата местоположба. Магипсани од убавините на северот и истокот ве носиме на југ, каде авантурите продолжуваат со исто така чудни и воедно прекрасни пейзажи на природата. Националниот парк Исало представува олицетворение на дивиот свет и домородните растенија на Мадагаскар. Покрај брегот се наоѓа живописното пристаниште Тулеар, кое располага со прекрасни плажи кои вредат да се посетат. На исток е убавиот Инсанта Марија, оаза на мир и внатрешна убавина. Во внатрешноста на островот се наоѓа познатиот национален парк Маталија, како и Анзивал и Ламу, островите кои се најдобрите места доколку сакате да ги видите лемурите, и тоа повеќе од 100 различни видови. И секако, побарајте ги неверојатните камелеони кои исто така се прекрасни. Вреди да се посети и каналот за мрежа Пангалеис, кој се протега помеѓу сите езера во регионот и е долг повеќе од 600 километри. На север се наоѓа малечкиот остров Носибе, најпосакуваното и најпосетуваното место во земјата и најважна туристичка дестинација, која привлекува илјадници туристи ширум планетава во текот на годината. И покрај тоа што плажите во Носибе не се толку совршени како разгледница, како што се некои други плажи покрај Индискиот океан, тие сепак се на прво место доколку сте во потрага по спокој, чиста тиркизна вода и фантастични ресторани за морска храна, која ја служат вечерта на самата плажа. Храната на Мадагаскар е рај за сите сетила, со примеси на афричката, индонезиската и француската кујна. Ке уживате во извонредни специјалитети. Преку храната ќе го видите Мадагаскар од еден друг агол. Дегустирајќи ја таму храната ќе имате чувство како да се наоѓате во кулинарско шоу, каде се надпреваруваат најдобрите готвачи од целиот свет, а вие треба да ги пробате нивните најдобри рецепти. Вкусно, нели? Прочуената зеленчукова супа наречена ласопи, со превкусни ориентални зачини. Необичното пилешко со лук и ѓумбир наречено акохо миси сакамалао и националното јадење ромазава, кое секое семејство го прави на свој различен начин. Но основните состојки се телешко, свинско и пилешко месо со многу зеленчук. Сигурно веќе го планирате вашето патување на Мадагаскар. Дестинацијата Мадагаскар е вистински предизвик која може да биде и малку поскапо, но за оние кои може да си го дозволат тоа, а се во потрага по авантури, ова е вистинското место. Трките надвор од градот се навистина феноменални.
Постојат неверојатни национални паркови кои се ретко видени со само стотици посетувачи годишно, затоа што за некои региони ќе ви биде потребен приватен авион или брод за да стигнете до нив. И уште многу други активности како планинарење со велосипед, сурфање, качување по карпи, нуркање и слично. Половина од забавата ја добивате со атракциите што ги нуди островот, а другата половина зависи од вашиот ентузијазам и подготвеноста за нешто ново и необично. Островот Мадагаскар е нешто многу поразлично од се она што сте го виделе претходно. Фантастично убав, неверојатно разновиден за својата големина и воедно таинствен, непроучен и недопрен целосно. Токму тоа го прави уникатен, атрактивен и соодветен за секој што сака нешто поинакво, поразлично од се друго и за секој кој е подготвен за навистина непозната авантура. Тука е крајот на денешното издание на емисијата Урбан Блок, а доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела со нови и урбани содржини, но до тогаш не заборавајте да бидете урбани.